парарара, заврши големиот одмор. И знаете што, наставнички? Јас сакам да ви кажам и сакам на моите другарчиња да им кажам дека сум денеска особено среќна затоа што на мојата мајка е роден ден. Среќен роден ден. Мамичка, среќен роден ден, најсреќна да бидеш, те сакам најмногу на цел свет и те гушкам. Гушки за сите мајки. Сите мајки и за сите денешка што имате роден ден да ви е најсреќен на цел свет, да бидете најсреќни и најбезгрижни. Продолжуваме ние, ќе имаме сега час по математика за трето оделение. Добро. Ама пред да почне часот, ајде малку да играме. Да се одмориме малку од големиот одмор. Ајде. Да видиме каква игра е ова. Има 4 ливчиња. 2 ливчиња ќе дадам на Лина и 2 ливчиња ќе дадам на Марија. Внатре се наоѓаат описи. Треба да погодите геометриско тело. Нема тема, нема страни, нема рабови, тогаш се работи за топка. Точно, топка. Нема темиња. Има 6 ѕидови во форма на квадрати, 8 темиња и 12 рабови. Тоа е коцка. Точно, коцка. Одиме понатаму. Има 2 основи во форма на круг и една крива површина. Тоа е цилиндарот. Точно, цилиндар. И четвртото прашање Има основа на четириаголник, а страните се триаголници. Тоа е пирамида. Одлично. Еве пирамидата и сите прашања точно ги одговоривте. Браво. Така. Денеска ние во знакот на геометриските тела, Оле, повели, кажи нешто во врска со нив. И јас кога бев мала и сите мали деца, кога ќе добиевме играчка, прво што сакавме е да ја расклопиме, да видиме што е тоа што пее внатре, што е тоа што вика туту, од што е направено, како изгледаат деловите. Па така и геометриските тела, односно 3D формите си имаат своји делови. Која форма е ова? Коцка е. Коцката, еве коцката представена и еве ги елементите на коцката, од што е направена. Значи има 6 страни, 6 страни во форма на квадрат и сите се еднакви поголемина. Ова е стандардна шема, мрежа за да се направи коцка. Меѓутоа, коцка можеме да ја склопиме и ако и вака нацртаме. Еве стандардната шема, воопшто не е проблем како се разместени, само да бидат сите 6 ѕидови представени. На склопување, коцката ќе си ја добие својата форма. Ова е конус, кога ќе го превртите е корнет за сладолед. Јас би ја истражила содржината на корнетот за сладолед, инаку еве ги деловите на конусот, значи конусот има основа во форма на круг и има уште еден дел, не е триаголник, затоа што долниот дел е заоблен. Така, ајде да видиме која форма е ова. Ова е квадар. Значи, квадарот има 6 страни, меѓутоа за разлика од коцката, страните, односно ѕидовите на квадарот, може да бидат сите 6 правоаголни или да бидат 4 правоаголни и 2 во форма на коцка. На квадрат. Квадрат. Така, и во квадарот се чуваат рибчиња, се чува и хрчак. Така? Или змија. Змија. Или жилче. Зошто па има луѓе се чуваат змии, па има кои не се. И тарантули се чуваат. Да. Ама ако веќе чуваат децата рибчиња, кој треба да се грижи за рибчињата, да ги нахрани, да им ја смени водата, температурата да ја проверува. Така. Тоа родителите треба да го прават. Па треба и родителите, но и децата. Ако не знаат децата, родителите. Ако ништо друго, децата може да ги нахранат. Децата ќе научат од родителите. Па да. А тоа е многу убаво да имаш домашно милениче и да се грижиш за него, за домашното милениче. Ова е цилиндар. Цилиндарот има 2 основи во форма на круг и има уште една заоблена површина, сега е представена како правоаголник, кога ја цртаме е правоаголна, меѓутоа кога ќе ја склопиме, таа станува овална. Така. Еве пирамидата. Оваа наша пирамида е 4-страна пирамида. Значи, основата е квадрат, на оваа пирамида се вика тетраедар
И останатите 4 зидови се во форма на триаголник. Меѓутоа, пирамидата може да биде и со основата 5, петаголник, шестаголник и повеќе. Тогаш и бројот на зидовите, ако е петаголна пирамидата, основата ако е петаголна, тогаш и бројот на зидовите ќе биде 5. Еве, ова е триаголна, со триаголна основа. Пирамидата, ова е тетраедър. Добре, јас грешив малку. Ова е призма. Призмата има колку страни? 1, 2, 3, 4, 5 страни. Трите страни се во форма на правоаголник, а другите страни се во форма на триаголник. Ова колку интересно изгледа. Да, ова е призмата, еве ете Алина, призмата е таму. Ова е шестаголна призма. Тоа наликува на дијамантче. Да. Нели? Многу убаво е. И тоа е тоа. Значи, расклопени и разглобени геометриските форми изгледаат вака како што се на шемите. Убаво би било дома да пробате да нацртате шема или мрежа на некој на 3D геометриско тело и потоа многу внимателно да го склопите и ќе можете да си играте. Да. Да, ако го направите од картон, например, ако ја направите коцката или квадарот, дури вашите ситни нешта, тајни нешта, можете да ги чувате. А ако ја украсите, па можете и некому за подарок да ја дадете. Да, можете од колаж да ја направат или да од колаж може и внатре со платно да се постави. Значи за тоа ќе треба картонче, добра волја, хартија, платно и лепак, точно. Може некои ситни монистри да залепат на неа. Така, ситни монистри. И ќе биде многу убаво и убаво ќе се го поминете по пладнето денес, например. Ова е баш интересна идеја. Ова ги гледам, ова може да ги склопиме? Да, баш, но пред да ги склопите, сакам да кажам нешто во врска со нив. Пред да се направи мрежата, нели, треба убаво да видите, ако сакате да правите куцка, да нацртате мрежа со еднакви квадратчиња. Тоа е многу важно и кога ќе се нацрта мрежата, од страната погледнете какви тука делчиња има што како мали триаголници. Да. Тие исто така треба да ги сечете. Тие нема да се гледат кога ќе се лепи куцката, но многу се корисни затоа што тука ќе го стават лепакот. Дечињата ако прават мрежа и ако само ја нацртаат мрежата без да се нема да се залепи. Затоа е најубаво вака кога ќе се прави мрежата да ги исечат и овие делови и потоа да се ги свиткаат од сите страни за да им биде полесно за лепење. Исто тоа важи и за оваа форма и можете да забележите дека еве сега искористивме хартија во боја и ја залепивме на картонче. Ова е искористено од едно блокче. И за да биде поцврста телото кога ќе се залепи, значи геометриското тело кога ќе го направиме, убаво и да ни трае, за да можеме повеќе пати да играме, така? А ако биде само од хартија, хартијата е многу мека, може да се истутка, да се изгужва и нема да играме подолго време. И сега јас на Марија ќе ја дадам оваа мрежа и да ја залепи и да видиме кое геометриско тело ќе излезе од оваа мрежа. Ајде да видиме. Да. А инаку сакам да кажам дека е многу корисно ова да се знае, бидејќи има многу фабрики кои што прават амбалажи за кутии и за да направат некоја кутија, мора да знаат како се прави мрежа. Да, сигурно сте видели кесички што имаме за пазарење, меѓутоа оние хартиените. Да, имаат мрежа каде што исто така тие се залепени и тие од никаква мрежа после само се вклопуваат. Да. Некои наликуваат на квадари. Кутијата за пицата исто. И кутијата за пица, и овие што се служувалкиве сега што ги покажувавме. Ја направи коцката? Браво. Да. Одлично. Сега ако ставиме на таа коцка бројчиња од 1 до 6, може да се играме. Да, ќе играме, не луди се човече. Да. Може да се користи за многу работи. Да, дали залепи? Па се залепи, уште дека е потврд картонот. Добро, одлично. Треба време да се залепи. Тоа, да.
А за пирамидата Ја, треба помош? Не. Ставам ово дозгоре. Ете така. Ете, Лина се снајде да се стисне малку. Ева ја пирамидата. Нормално некои дечиња ако не можат Само што сами да лепакот не држи. не држи во. Ева Така. уште еден лепак. Или е влажен. Во ред, само вака ако не ќе ги собереме страните и да покажеме дека од оваа мрежа излага една пирамида. Да. Оваа пирамида е четириаголна, нормално страните се триаголници. И така, за домашна децата да си направат некое геометриско тело, да си нацртаат мрежа, може да си најдат и на интернет и да си спринтат доколку можат или пак со линија и со моливче. Еве го и квадарот. Да. Ете го квадарот. Имаме и квадар. Одлично. Сега Лина, едно геометриско тело ќе земеш за дома, ќе го украсиш и подарокот, еден цвет за мама можеш да ставиш натре и да ја честиташ роден ден. Така. Што мајките многу се радуваат ако нешто сами изработиме. Да. Одлично. Со часот завршивме толку. Толку завршивме со часот? Да. Супер. Да. Правиме паузичка. Мало одмор имаме и имаме сега.